Молам да се подели листи на пријавени пратеници за збор. И нека се подели до представниците на политичките партии. Продолжуваме со работа. Прв пријавен за збор има збор господин Милошевски Антонија. Повелете. Почитуван председавач, почитувани колеги пратеници, почитувани гости. По однос на оваа точка избор на Комисијата за избори и именување, би кажал неколку работи, бидејќи оваа комисија ќе има многу битна задача во следниот период. Посебно е битна задачата за предлагање на кандидати за председател на Собранието на Република Македонија. Она што во парламентарните демократии е застапено како традиција е дека председателот на Собранието, председателите на парламентите секогаш доаѓаат од победничката пратеничка група. Комисијата треба да има во предвид дека на овие избори победничка партија и пратеничка група беше ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство и Коалицијата за подобра Македонија. И затоа сметаме дека согласно волјата на народот и согласно на парламентарната демократија, кандидат за председател и председател на Македонското собрание треба да биде од редовите на оваа победничка коалиција, како почитување на изборната волја на граѓаните на Република Македонија. Истовремено, тоа ќе биде и согласно традициите на некои европски држави, каде што собранието и председателот на собранието не се поврзуваат со меѓувладините договори или договорите за владина коалиција. Председателот на собранието треба да го представува победникот во собранието, а владата и коалицијата е извршна власт која што може да биде и состав на други коалициони партнери. Оваа комисија која што ќе работи следниве денови, сметам дека треба да има и во предвид не само политички, туку и морални и етички квалитети на тие кои што ќе ги предложи како кандидати за председател на собранието. Комисијата за избор и именување не треба да дозволи аболицирани криминалци да бидат кандидати за председател на собранието. Без разлика што аболицијата заштитува и покрива одреден криминал, сепак не е етички, ниту е согласно нашата политичка традиција и култура да имаме такви личности како кандидати за председател на собранието. Комисијата исто така треба да има во предвид дека собранието не треба да го води председател кој што нема политички и личен интегритет да отфрли и да осуди платформи составени во туѓи држави за туѓи интереси,
платформи кои што само ја зголемуваат тензијата и разединетоста во Република Македонија. Затоа сметам дека секој еден кој што себе си се смета за потенцијален кандидат за председател на Собранието на Република Македонија треба да биде подготвен претходно, да даде една јасна и недвосмислена изјава за отфрлање и осуда на сите туѓи платформи, без разлика дали истите се направени во Тирана за Македонија, без разлика дали утре ќе имаме исти платформи во Москва за Естонија, без разлика дали утре ќе имаме исти платформи во Белград за Црнагора или за Босна и Херцеговина или за Косово и без разлика дали ќе имаме платформи направени во Анкара, за Бугарија или за Кипар. Председателот на Собранието, тој кој што смета дека ќе биде достоен за оваа позиција и кој што ќе ги представува сите граѓани на Република Македонија, треба да биде политичар и личност која што нема да се залага и досега не се залагал за ревизија на Охридскиот рамковен договор. Република Македонија 2001 година помина тешки премрежија, кои што однесоа многу човечки животи, нанесоа тешки последици на државата, на економијата, на стабилноста. Тоа се надмина со голем напор, најмногу на македонските граѓани, но и на релевантните политички субјекти, и домашни, исто така и меѓународни партнери. Се стигна до Охридскиот рамковен договор за кој што и меѓународната заедница и тука во Република Македонија се согласивме дека е договор за мир и стабилност, дека е конечен договор кој што се преточува во Уставот на Република Македонија и треба да биде почитуван. Секоја понатамошна ревизија на Охридскиот рамковен договор отвара нови ризици, создава нова напнатост, отвара нова меѓуетничка недоверба и отвара нови замки и пандорини кутии во кои што може да влезе стабилноста на Република Македонија. Затоа сметаме дека Собранието треба да биде предводено од човек кој што нема ниту изразени, ниту скриени намери да прави ревизија на Охридскиот рамковен договор, а со тоа и на Уставот на Република Македонија. Комисијата, кога ќе расправа за овие прашања, поврзани со изборот на председател на Собранието, треба исто така да има предвид едно актуелно прашање, кое што не е актуелно само денес, ќе биде актуелно и во следните година дена и во следните 10 години. Каква Република Македонија сакаме? И каква Македонија сака да види тој човек кој што сака да седи на челната позиција на Собранието на Република Македонија? За граѓаните на Република Македонија и за стабилноста на државата не е добро и не е продуктивно доколку од едно мултиетничко општество насилно, со надгласување, со оставање на мнозинскиот народ во опозиција, се обидеме да направиме бинационална држава. Имаме многу искуства од соседството и од поширокиот регион. Бинационалните држави не се стабилни држави. Бинационалните држави во себе имаат латентна нестабилност, која што од време на време еруптира. Република Македонија ја избегна таа нестабилност со тешки маки и големи последици во 2001 година. Не треба да влеземе во замката повторно на редефинирање на државата и на нејзино бинационално устројство, без разлика дали е тоа јасно изразено во нечија платформа или е зацкриено во одредени законски или подзаконски акти. Да не заборавиме, во државата освен македонскиот народ, живеат и други делови на народи, како што се албанскиот, турскиот, ромскиот, српскиот, бошњачкиот, власите и многу други заедници, кои што оваа држава ја сметаат за своја и се лојални кон државата и незиниот уставен поредок. На таков начин и со таква лојалност, запазувајќи го овој поредок, треба да бидеме свесни дека денес, кога одлучуваме и за оваа комисија и во иднина за председателот на Собранието на Република Македонија, дека бинационалниот концепт Македонија само може да ја турне во некоја следна, непредвидлива епизода на нестабилност, која што со цена ќе ја платат и државата и граѓаните кои што во неа го гледаат својот опстанок, просперитет и место за живење. Затоа се поставува прашањето овие денови. Која е целта и кој е приоритетот во Република Македонија?
Дали приоритет се економијата, странските инвестиции и реформите, или приоритет е законот за двојазичност, законот за бинационалност, или приоритет е редефинирање на државата, или приоритет се регионализација на општините и создавање на системски предуслови за во иднина оваа држава, она што се успеа да се зачува во 2001 година со Охридскиот рамковен договор, да се доведе повторно под знак прашалник, да се ризикува и да се наруши унитарниот карактер на Република Македонија и незината стабилност и просперитет. Стабилно собрание, стабилна влада и стабилни државни институции може да има само ако се почитува изборната волја на граѓаните. Не може мнозинството од македонскиот народ да се определи за една политичка коалиција, а истовремено мнозинството македонски народ да биде оставен во опозиција. Тоа нема да донесе ниту ефикасно собрание, ниту стабилна работа на собранието, ниту стабилни други институции. И ако стабилноста на државата е наш заеднички интерес, тогаш треба да ја почитуваме волјата на народот, кога ќе го составуваме и ова собрание, и кога ќе го избираме и председателот на собранието, и кога ќе расправаме за избор на влада. Без почитување на волјата на мнозинскиот македонски народ во државата и негово туркање во опозиција, нема да можеме да стигнеме до стабилни и ефикасни институции. Затоа треба заеднички и на оваа седница денес, но и во иднина, да смогнеме сили и политички капацитет во интерес на нашата заедничка Република Македонија, да ги отфрлиме платформите кои што не се од национален интерес на нашата држава и на нашите граѓани. Благодарам. Благодарам, господинот Илиевски. Зоран има реплика. Повелете. Волам? Се извинувам, процедурално само на време, јавајте се.